Во овој блок од отвореното студио 1 ќе посветиме малку повеќе внимание на една тема која што предизвика бурни реакции во јавноста, се однесува на најавите за изградба на еден проект на зелен кров на градскиот трговски центар тука во главниот град. Архитектите по најавите дека ќе биде финансиран од град Скопје, поддржан од UNDP, бурно реагира и се спротивставија. Фактички на ваквиот проект имаше повеќе точки на обвинувања, затоа малку подолу. Меѓутоа, главното прашање, дали му е потребен ваков тип на проект, односно зелен покрив на ГТЦ? Ова прашање, а и повеќе други, ќе се обидеме да добиеме одговори од архитектот Дејан Ивановски, кој што воедно е долги години во иницијативата Го сакам ГТЦ. Најпрво, добар ден и добре дојде. Добар ден. Ќе се обидеме, Дејан, со вас да опфатиме малку повеќе оние архитектонски ставови и мислења, со секако факти и аргументи. Па, ајде најпрво генерално, што всушност беше спорно и е спорно, според архитектите, во ваквите најави за зелен кров? Спорен е секако проектот, тој на некој и на чуден начин и испроектиран, и на чуден начин е и презентиран. Но претходно, пред да збориме за проектот, има две точки многу важни на кои би сакал да ги образложам. Едната е дека практично градски трговски центар требаше да распише архитектонски конкурс за избор на најдобро решение, да направи јавна комисија, да покаже кој е таа комисија, да ги селектира трудовите и да ги покаже трудовите во еден вид на изложба. Тоа требаше прво го направи. Тоа го нема. Има проект кој е некако донаторски проект, кој е некаква чудна форма и би било чудно тоа да функционира така. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор е пред ова решението е дека самиот кров на ГТЦ треба да се третира како еден интегрален простор, тоа е една целина од 300-350 метри, кој треба да се гледа како единечен простор. Значи, ако се развие некаква стратегија за развој на ГТЦ и изведбата да оди во некакви етапи, па и оваа тераса како прва, па втор дел друг, па трет дел друг, до 2040, тоа да речеме некаква стратегија, добро да се има проект за целата површина, па изведбата некој во фази. А фактички ова е сега предвидено само за еден дел. Проектот се однесува само на една тераса, тоа е над оние завиени скали, тоа е одма првата тераса, која е отприлика 1500-700 квадрати. Да, тока 1800. 1800 квадрати. Отприлика е тоа. Ако се појави ваков тип на решение, мислам, ова новото понудено, не знам од каде е дојдено, таму вклучува еден монтажен објект кој е некаква кафетерија. Таа кафетерија од Жена парк би се гледала како некаква доградба на ГТЦ, како некакво поткровје на ГТЦ, како некаква дивоградба и така натака. Мислам дека имајќи го предвид ова референдумско прашање од референдумот 2015 година, дали фасадата на ГТЦ треба да се менува или се задржи онаква каква што е, треба да се задржи, затоа што овој нов проект некако вклучува нов изглед на самата фасада. Да, и тоа беше една од исто така бурните реакции во тој однос, дека фактички архитектите и од Сдруженијето па и од асоциацијата реагира дека на ваков начин фактички би се променила фасадата, односно би имало влијание. Апсолутно, да. Со овој проект кој е приложен сега, со изградба на тој објект, практично би се променила фасадата на ГТЦ. Тоа не е прикажано во самите цртажи кои се предмет на овој проект, тоа се некакви рендери, визуализации, слики, некакви монтирања, лепење на материјали, апсолутно аматерски проект кој воопшто не би сакал да зборувам за него. Господин Ивановски, ако на почетокот, додека беше она иницијатива Го сакам ГТЦ да се зачува ГТЦ, значеше дека некој сака да го узурпира ГТЦ, да го обвие со барок или што и да е, овој проект за оваа тераса во јавноста се појави како наеднаш, па се бара, кој го побарал, се бара одговори, кој го побарал, кој го дизајнирал. Во овој случај сакам да прашам дали ГТЦ е повторно узурпиран, без разлика што сега има променета структура на локална власт. Дали воопшто пред да почне еден ваков потфат се контактирани архитектите? Вие ја знаете таа фела многу добро. Дали некој им кажал дека ова ќе се прави
понудете нешто? Овака, нели дека ГТЦ има спорни ситуации од секаков тип, од типот градежни интервенции му се потребни, тоа сме свесни дека е така. Но за да биде информирана оваа стручната јавност, најдобро нели јавното предпријатие да распише архитектонски конкурс, нели да состави комисија и да биде тоа јавно и транспарентно. На тој начин самото јавно предпријатие ги повикува архитектите да учествуваат на тој распишан конкурс и тоа е добра комуникација. Мислам, така се правело, имам еден пример од една книга која е 40 години стара. Истата ситуација, има конкурс, па избор на идеен проект, па избор на основен проект, па се реализира. Тоа постоело пред 40 години, зошто не го направат и сега? Тоа е. Ако добро ве разбрав, значи никој не им понудил, не им кажал на архитектите, знаете што ни треба идејно решение, планираме да правиме зелен кров. Јавното предпријатие требало да распише под одредени услови и барања, како што тумачат они, да распише архитектонски конкурс за да се пријават архитекти. Таа е формата. Јавно предпријатие, јавни пари распишуваат јавен тендер или јавна набавка за архитектонски конкурс, архитекти цртаат, таа комисија нели го селектира и на крај трудовите ги изложува некаков изложбен простор и комуницира со јавност. И формата е затворена. И тоа е тоа. Да, тоа не се случи. Супер е да ги разјасниме еве и стручно со вас овие моменти, всушност за што најмногу реагира архитектите. Имаме гледач на линија, се исклучил во ред, ќе ве замолам да сте малку повеќе трпеливи. Само во овој дел од разговорот да кажам дека ние изминативе денови се обидовме секако да донесеме тука и некој представник од градските власти, односно од градот Скопје, еве да продискутираме, односно да слушнеме и нивната страна, меѓутоа поради неможност како што беше нивното образложение, не ни се гости во студиото, затоа го имаме само Дејан Ивановски како архитект. И она што ми е следно прашање. Денеска имаше седница на градот Скопје, нема многу да навлегуваме во работата на локалните власти, меѓутоа слушнавме дека Шилегов даде изјава дека сега после бурните реакции малку можеби ќе се смири топката, па ќе ги вклучеле и асоциацијата на архитекти и издруженијето. И само уште повторно имаме направена грешка, па ја поправаме по притисок на јавност. Вие бевте тамо без секако да не мора, тоа беше затворена седница. Неколку представници имаше, од кои бевме и ние како иницијатива вклучени. Добра е намерата тоа се поправи. Како промакнало тоа да не оди по оваа процедура, не знам, али добра е, идејата е добра општо и за проектот. Тоа добро е да се поправи тој кров, а да не протекува, нели да има зелен кров, но процедурата мора да биде јасна и транспарентна. И тоа е тоа. Мислам, тоа е за мерката, а за проектот не коментирам. Тоа е секако испод сите стандарди. Да, всушност во неформалниот разговор пред да влеземе со колегата Чаловски не го соопшти и ти, во ред и добра е намерата, бидејќи имаше многу поделени реакции на социјалните мрежи, граѓаните секако во еден дел, па сега зошто не ви чини да имаме зеленило, реагираме, не се разбира, значи поделени се мислењата. Меѓутоа оно што го спомена и ти, добра е намерата и супер што некој вид донаторски треба да е поддржан од UNDP, меѓутоа фактички може да се заклучи дека главното ваше барање затоа што тоа не е направено на транспарентен начин преку јавен конкурс и оно што го спомена Чаловски не се прашани всушност. Само да ги раздвоиме овие две работи. Ние имаме замерка за проектантскиот дел, за проектот. Што треба да се прави таму? Тоа не интересира. Ако има некој донор да реализира некаков архитектонски конкурс, тоа е супер. Значи UNDP е вклучен таму за самата изведба. Ние имаме замерка за проектантскиот дел. Архитекти треба да го испроектираат, не може да биде тоа некаков донаторски проект за толку важна зграда. Значи треба да има јавен со јавна комисија архитектонски конкурс, да се распишат барања за конкурсот, да има трудови да се пријават и да реализира такво нешто. Тоа е, мислам, тоа е забелешката. Повеќе архитекти, повеќе идеи. Така е, така е. Несомнено дека зеленилото, јас верувам дека сите архитекти би го опфатиле. Сите луѓе, мислам, тоа е тренд сега, добро, се мисли тоа. Да, можеби еве чисто за напомена од она што беше презентирано во јавноста како соопштение идејно од град Скопје, дека осем зеленилото било планирано да бидат поставени неколку водени зони во форма на фонтани и базени, монтажна бина, кафуле како и модерна урбана опрема од клупи, курпи за отпадоци и паркинзи за велосипеди. Убаво звучи.
убаво звучи, а не Дали се тоа работи. ќе го преоптерети можеби Сигурно тој дел? имаат испитувања, ја имам интерни информации дека се проверени столбовите, дека конструкцијата е проверена, дека е во носива состојба баш за тоа парче. Има таму претпоставувам и технички сектор и тој го проверил тоа и тоа е окей да иде така, но клучно е важно оваа претходна процедура. Што треба да се направи таму? Тоа е клучно важно. Одлука за програмски барања, тоа е тоа. Исто така тука би сакала да прашам, споменавме и претходно, супер е што ова еве се налага како идејно решение за кровот, меѓутоа факт е, а спомена и ти дека објектот на градскиот трговски центар има и некои други поголеми проблеми од типот на прокапување во однос нели на врнежи од дожд, па секако сите тие луѓе кои што ги имаат бутиците или продавниците без разлика, објектите внатре во ГТЦ се соочуваат долги години со ваков проблем. Дали можеби предност треба на тоа да се даде санирање на ваквиот вид на штети, па после се друго? Тоа е баш така, нели како што зборувате, овој проект нели е некаква комбинација до овие две работи. Првата е дека ќе го санираат кровот, практично на тоа парче од 1000 до 500-800 квадрати е практично протекува доле. И тоа го знаат они. И сега некако вин-вин ситуација има, да го поправат кровот, да направат некаква содржина. Мислам дека е клучно, ако треба нели да се поправи нешто, само да се поправи. Тогаш не мора да има и дополнителна програма. Ако тече кровот, нека го поправат кровот и тоа е тоа. Промена на материјали. Да. Имаш прашања? Доколку имаме гледач, му даваме простор на гледач. Добар ден, повелата. Во програма сте. Добар ден. Повелата. Добар ден. Да, се слушаме, повелата. Го поздравувам архитектот, го поддржувам во напорите да се спаси градски трговски центар. Претходната градска власт и раководството на градски трговски центар сака да го претворат во чудовиште, нешто што го побудува интересот и на кој што ние, да не речам повозрастните граѓани, жители на град Скопје, не врзуваат многу убави спомени. Би сакал во наредниот период да поканите некои од градската власт и од градскиот трговски центар и да се соочат со граѓаните во врска со аргументите што претходно се бореа да го спасат, а што сега ги мотивира повторно да го уништат. Само би надополнил дека неколкуте главни обележја на градот Скопје, градскиот трговски центар, старата стоковна куќа која што не личи на тоа што беше, Бехо која што го срушија и стоковната камени мост на кој што не врзуваат сите скопјани убави сеќавања се уништени неповратно. Дали треба сега и овој трговски центар, градски трговски центар да се уништи? Бара старото раководство да се пушти пееска да поминува низ градски трговски центар. И тоа им се дозволи. И што направија? Ништо. Безброј трговски центри се отворија и работат, функционираат, тој се повеќе и повеќе пропаѓа. Како да им е целта? Да го уништат, да го приватизираат, да го откупат или не знам што да му направат. Во ред, во интерес на времето ви благодариме за вашето јавување. Јас споменав дека се обидовме да дојде некој представник од градските власти, но можеби ќе не удостојат со нивното присуство следниот период. Дали имам уште еден гледач на линија или да? Добар ден, повелата. Многу емисија вие. Ја поздравувам. Една работа само. Кога изграден трговскиот центар е програмиран за 100-150 дојќани. Сега има преку 300 дојќани. Самиот трговски центар воопшто не се одржува. Затоа што не работа ни климатизација доволно, не работа ни загревањето, ништо не функционира. Треба детално да се направи ревизија, да се оспособи трговскиот центар во права смисла, а не да се прават зелени покриви. Благодарам, толку, пријатно. Ви благодарам. Ивановски, некој коментар имате можеби на околу тоа дали односно првото прашање дали е важна зградата, ние имавме референдум, имаше 16.000 гласови, тоа е повеќе од сите од претходни градоначалници, така да мислам неспорно е дека центарците ја почитуваат оваа зграда. Како треба да се однесува после тоа раководството е, не знам, е некаква политика или недоволно препознавање на овие работи кои беа заклучени на овој референдум и така натака, тоа неам доволно информации да го коментирам. Инаку важноста на зградата ни е јасно на сите дека е
дека е културно наследство за Скопје, тоа е факт. Ако зборуваме само за овој дел, нели, делот од страната на ЕВН, покривот, јас сакам да образложите во целиот тој простор на ГТЦ, целиот кров, ако има некое идејно решение, како би требало да изгледа тоа според вас? Идејно решение има. 2008 година имаше меѓународен архитектонски конкурс во кој се додели прва награда, имаше 30 на труда, значи 2008 година. Тогаш барањата беа да има петата фасада добие тотално нова програма и практично целиот кров, на тој конкурс ние учествувавме како тим и добивме прва награда, нели нормално. И има таму програма која треба да се разгледа. Исто така се важни тие комуникации од самиот плоштад, нели како да се стигне горе и така натака. Има многу администрација, нели во тој дел од градот, тоа се луѓе кои имаат потреба од нова програма и така натака. Мислам дека клучот е во програмата. Нов тип на програма треба горе. Тоа е тоа. Сега ова е малку поширок, колку голема е зградата и така натака, може ми треба уште 2 емисии да збориме, али у принцип тоа е. Треба нова програма. Кога зборувате за програма, мислите на секој квадрат таму да добие различна слика, визуелна? И на содржина, да, тоа е, нова содржина. Така. Значи на градскиот трговски центар, нели му треба нова содржина. Тоа вака у една реченица. Дали е се уште гледачот на линија и со него ќе го завршиме фактички овој разговор. При кај сме? Добар ден. Добар ден. Да, повелата во програма сте. Сакам да го прашам гостинот, дали, например, е земено во предвид покривањето на стамбените згради што се дел од трговскиот центар. Да, ако добро ве разбрав, со овој проект дали се вклопени и покривите на зградите што се во склоп на ГТЦ? Да, кулите што се тука. Зашто некои од тие објекти се покриени, а некои се така рамни тераси со настрешници. Во ред, ви благодариме за вашето јавување, вашето прашање. Да, прашањето за кровот секако тоа не, тие две работи не се поврзани, ова е приватен имот, ова е нели јавно предпријатие, но контактот на кулите со зградата доле, нели таа зграда постои, односно самите кули постоеле кога се направила зградата. Така. Значи било некаков инженерски потфат. Така да контактот на кулите со зградата е жарлива точка која во иднина треба да се решава. А покривите претпоставувам дека не се воопшто вклучени во овој новиот проект. Јана, ќе ми дозволиш за крај само бидејќи имаме гостин кој што имам прилика сега да го прашам оно што подолго време го мислам. Зошто во Скопје генерално, не зборуваме за градскиот трговски центар, зошто во Скопје ги нема оние руфтоп барови со зелени лопа, како што тоа изгледа во Париз, во Берлин, во не знам, барем таму каде што еве сум имал прилика да идам, да видам, во Скопје го нема. Зошто? Дали е бидејќи нема инвеститори кои што се заинтересирани за тоа или нашата архитектура можеби тоа не го дозволува? Не ми било јасно никога. Тоа го дозволува, но е процес на изvedба скап кои инвеститори немаат доволно пари да нели го платат. Тоа не е само трева, има подлога уште 1 метро по таа трева, има наводнувања, цевки кои се сливаат негде, е некаков систем на лендскейп дизајн кој исто така е многу финансиски захтевен, а не е многу видлив. Ако можам така да го објаснам тоа. Од прилика, не знам дали ова причината, али добро е Скопје да биде такво, но за жал не е. Да има што е можно повеќе јавни простори. Тоа е мојата порака. И истите да не се узурпираат. Тоа нека биде еден своевиден апел од стручно и компетентно лице. Дејан, навистина ти благодариме за одвоеното време и гостувањето во еден убав разговор направивме. Се надевам дека и ве расчистивме некои дилеми, кои се замерките на архитектите и се надеваме, односно останува да видиме што всушност ќе одлучат и градските власти како ќе заврши целата ова приказна. И потикнавме донатори или инвеститори за тие барови. А ние Чаловски следно имаме? Да, Јана, овде ние правиме една кратка пауза и во студиото влегува колегата Дејан Андоновиќ со кого ќе разговараме за случувањата од светот.